Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие гледате Правда и неправда. Тема на нашата вечерашна емисија се монтираните судски процеси. Или поточно, можна ли е корекција на неправдата на жртвите во монтираните судски процеси? Моите вечерашни гости се убедени дека биле жртви на еден режим, тврдат дека во еден период во кабинетот на шефот на тајната полиција биле донесувани одлуки за тоа кој ќе биде суден и каква пресуда ќе добие. Нив можевте да ги видите во еден период кога беа скандалозно апсени, за нив беа водени судски процеси и донесени судски пресуди. Нивните очекувања беа дека со промената на власта работите ќе се сменат на подобро, за да можат во една фер постапка да докажат дека биле незаконски осудени. Но што се случува неполни 2 години потоа? Што се случи по владиниот заклучок од 15 мај минатата година, кога кабинетот на премиерот Зоран Заев се согласи и искажа подготвеност да се помогне да се отворат институциите. Им посакувам добре дојде на моите вечерашни гости од мојата десна страна, господинот Слободан Богоевски, почесен председател на комитетот со долго име за заштита на правата и сродните институции, кои што се залагаат за враќање на изгубените права на жртвите на... Така. И од мојата лева страна, доктор Тодор Пипирковски, познат во клиника ортопедија работам. Да, а инаку... Инаку уапсен бев во случајот метастаза 2010 година, во април, и 512 дена вкупен притвор. Ке почнам со вас. Ке ми дозволи господинот Богоевски, бидејќи во една друга прилика беше мој гостин и би сакала со вас да почнеме. Како еден лекар како вас се најде на обвинителна клупа и беше осуден заедно со една поголема група колеги? Како? Искрено најнеочекувано беше ја сум бил некој пат председател на ревизорска комисија во Министерството за труд и социјална работа. Таа комисија врши контрола на работата на основните комисии кои што делат пензии. Меѓутоа, ја 3 години веќе не бев таа комисија. 1 година бев СНС, председател бев избран од членовите што работат во комисијата на интерно внатрешно гласање. Секој гласа за други двајца, не за себе. Така добив некако повеќе гласови од другите. И пошто не бев најстар, ја барав да биде некој повозрасен на тоа место, меѓутоа се откажуваа некоја тогаш. И како да е, 1 година ја водев таа ревизиска комисија, ушто немав ни една приметба за нешто запуштен случај, да кажеме, телевизии. Тоа многу сум внимавал да нема компрометација. Некој што треба да добие пензија да биде заборавен. Меѓутоа, тамо средствата се прилично уоквирени, ограничени, толку колку што има пари, толку може да се поделат пензии. По тоа се внимава да тие што се најболни први добијат. Да не се случи за инвалидски пензии. Да, зборуваме за инвалидски, да не се случи некој да почине, а да барал пензија па да не ја дочекал такви. Зашто бевте обвинети во обвинението? Бев обвинет СНС само за еден случај, кој што воопште не е у времето кога сум бил ја во комисија, него кога не сум бил во комисија, у тој период од тие 3 години, некој случај кој што е чисто психијатриски случај и едина ортопедска дијагноза што не е ни толку значајна за не би му донела многу поени за пензионирање, постоела со мој подпис, каде што учествували и други лекари во другата документација, каде што човекот не добил пензија, бил на комисија, паднал и сосема беше погрешно напишен обвинителниот акт. Ја им
открива в детали дека тоа е неможно како што е напишано, дека бил на пензија два пати и дека два пати паднал. Злоупотреба на службената должност Да. и за злосторничко здржување. Да, демек криминал со пари сме земале, пари сме делеле. А истиот случај е, како да ви кажам, не добил пензија прво. Нема кривично дело цело време, нема штета од тоа кривично дело. Онда само еден случај. Како може да ме поврзат со вас, колку ваши колеги беа Па обвинети? прилично голем во тој број, случај? тамо огромен број од тие колеги, да ви кажам, од два-тројца што сум ги познавал, другите, ако си од клиника, ги познавам, меѓутоа се среќаваме, да кажеме, многу години, зашто не ни се многу сродни специализациите. Со тие кои што имаме повише соработка, тие ги почесто сум ги гледал, меѓутоа имаше луѓе што не сум ги видел по 10 до 15 години. Во тоа време таа акција беше Многу бомбасто прикажано многу на телевизии, како апсењето беше ексклузивно, како да апсат наркодилери од Јужна Америка. криминал на белите мантили. Да, мафија во бели мантили и еве што напишал, унапред сме били осудени, премиерот истиот ден увечер. Значи, сите овие пишани медиуми, електронски, сите беа избришени долго години, ја успев да го извлечам преку еден странски сервер. И вика вака. Значи, тоа е напишано увечер на 25 април 2010 година. Судиите, ние бевме уапсени, да речеме, на 20 април, тачно. Некој бе и на 21, пошто ги собира сите, не може одеднаш да ги приберат. Вика вака, судиите кои ќе имаат поништени предмети, поголеми од одреден процент, по автоматизам ќе треба да бидат разрешени. Премиерот смета дека на ваков начин ќе се стесни обрачот околу оние суди кои на некаков начин ја валкаат честа на целото судство, вели Груевски. Пази, тоа е прва почетна реченица, заборев наслово да ви го кажам, метастаза, бумеранг и пепел влегуваат за учебниците по криминологија, ќе учеле студенти криминологија, како се апсела мафија лекарска во бели мантили. Добро, од оваа дистанца, 90 на години подоцна, каде ги гледате мотивите за една ваква спектакуларна акција? Мотивите беа повеќе мотиви. Пред се да ја уплашат лекарската фела од клинички центар. Тогаш беше Кирил и Методи, после стана Мајка Тереза. Значи, докторите од клиника се осеќаат прилично сигурни. И самата професија е прилично сигурна. Значи, може да е у денешно време и у транзиција, лекарите најлесно може да најдат работа некаде во светот и тоа им дава некој момент на сигурност, народ се лекува кај нив, сакаа некакви промени да спроведат. Една од промените беше што и тогаш има коалициони партнер и многу места треба да поделат на коалициониот партнер. Меѓутоа тамо тие се помлади доктори што доаѓа претежно од партијата ДУИ, кој што да кажеме некој само пред неколку дена, да кажеме, положил специјалистички испит, после тоа по 3-4 дена станува директор у институција клиника, каде што постојат луѓе со поголемо искуство и веќе етаблирани као личности, за да тоа може да иде поглатко, за да имам чувство дека беа спремни да малце ги оцрнат со притвори, со апсења, со обвинување и така натака. Господине Богоевски, како гледате вие од оваа дистанца? Прво на начинот на кој што беа апсени тогаш голем број луѓе, еден од нив бевте и вие во случајот агент, и на она што сега се случува. Има ли разлики во начинот на однесување и на судот и на обвинителството? Наведом има разлики, и тоа огромни, но тоа е само површинската слика. Разлика има во тоа што луѓе за кои на голем екран ги гледавме сите криминали што ги работеле изминатите 10 години од претходниот режим, сега се прогласуваат угледни бизнисмени, па не смеат да лежат во притвор, па фирмите ќе им пропаднели и така натаму. Значи, еден сосема поинаков однос, за разлика од периодот кога тие исти луѓе беа власт во Република Македонија, поточно зборам за
фамилијата Груевски, Мјалков и тие околу нив. Тој парадокс, но во суштина нема разлика. Заради тоа што и тогаш, и сега не е постапувањето соодветно на поимањето на правото и правдата. Постои инструментализација на органите на прогонот, на судството и во тој период, и сега. Гледате, и сега се одбива на голем екран тоа. Значи си продолжува владењето на скриената држава и се друго е забава за народ. Вие рековте дека повеќе од 500 динови сте биле во притвор. Од кои, да речеме, 180 дена, околу 6 месеци во шутка, а другите бев на домашен притвор. И интересно беше што ние во почетокот нудевме доста вредност недвижности за да не одиме во притвор. Меѓутоа, не беше тоа прифатено од страна на судот. Во вториот дел, кога веќе се гледаше дека нема ништо од предметот, де факто ја очекував дека ќе бидам ослободен. А знаете зашто? Заради тоа што обвинителот, Златко Биков се вика, кој што фактички сите поднесоци од неговото првично обвинение кажува крив си заради ова, не му е нешто јасно. Кој ќе донесете докази дека апсолутно немате допирна точка, тоа се чврсти докази од институции, не сте биле тука, да кажеме, на одмор сте били во тој момент. Сето тоа, он ги прифаќа, да кажеме, сите предлози и на крај адвокатите викаат зашто не го ослободиш. Јас бев присуден кој рече дека ако еден ослободил, ќе пропаднал предметот за сите. Па сега дали треба неправда да правиме према еден за да не пропаднал некој предмет? Најголемиот дел од тие случаи завршија со условна Најголем казна? дел завршија со условна казна. Дали неколку души може да имаше со казна затвор да продолжат. Не повеќе од лекарите, да кажеме, од 3-4, не верувам повише. Беа можда околу 20 или 25 можда бе лекари, така. Како тој И тоа настан делуваше на вас, на вашето семејство? И колку ви остави трага после Сигурно делувало огромна трага, заради тоа што ние перманентно мислиме на тоа, и ден денеска мислиме, поготово кога ќе ги видиме сегашниве случувања што се, луѓе за многу поголеми кривични дела, за кривични дела што се гледаат преку телевизор. И како да ви кажеме, да речеме 27 април настаните, може да замислам како тоа изгледа кога у фамилија го гледаат таткото тамо како некој треска столица од негова глава, деца пиштат, мајки и родители се потресуваат и за такви кривични дела се прават амнестирања, пазарања и што ја знам, за практично никакви кривични дела. Значи, метастаза случајот е случај кој што се обработува само врз основа на папирологија. Сета папирологија е медицинска некоја документација и некои одлуки од првостепени и второстепени од комисиите. Имаше ли вештачења во ова? Немаше воопште медицинско вештачење. Значи, ние бевме обвинети дека сме биле спрематели на невистинита медицинска документација, така беше кажано. И цело време ние мислевме, лекариве, дека нешто се однесува врска со диагнозата, па баравме да се направи вештачење. Одговорот беше, судот немал средства толку за вештачење. Па ние предложивме, дајте ние да платиме вештачење каде што сакате, не мора и удржавава, нека биде некој лекари од комшиските држави, нека кажа дали оваа слика рентгенска одговара на нешто што е напишано. Не ќе ни тоа и фактички беше најемпириски. Некој разговарал со некого во периодот тогаш и поради тоа што, пазите, немам ни компрометирачки разговор. Еден куп имаше посебни истражни мерки каде што никаде јас не зборувам на телефон со никого. Него, како да ви кажам, како некој полициски провокатор да разговара со некој, еве да речем Лошко, нека го крстам дилер, нека биде, како да речеме, они зборуваат нешто за мене, јас сум бил тотално отсутен од тој период и ова ми се препишува нивниот разговор за моја кривица и за обвинување. Значи, буквално, ни ту еден од сите поднесоци, самиот обвинител ги прифати како валидни. И на крај што се случи, носат некој заштитен сведок,
кој што нема допирна точка со, да кажеме, лицето што било прегледувано на доктор и така натака, и врз база на негови искази, кои што беа смешно во мојот случај диаметрално различни од тоа што го зборувал, да кажеме, во истражната постапка, до тоа при главната расправа, едното со другото воопште не се совпаѓа. Нема, као да ги измешал личностите, нешто од една личност за некој друг, да кажем, го учеле очигледно што да каже. Во кој момент свативте дека Дека? ќе бидете осудени? И дека и покрај тоа што сметате дека правдата е на ваша страна, сепак ги губите конците Па сватив кога видов колку пати обвинителот менуваше обвинение. Значи, ја разбирам човек за едно обвинение, ајде па ако не е добро, нек се еднаш коригира нешто. Ама диаметрално да менуваш обвинение, на крај последното обвинение ми беше нешто што работам сосема по закон и го носам законот за здравствена заштита, нели некој ако е болен, треба да кажете каде да продолжи да се лекува или што да се прави со него. Ако е за комисија за боледување, пишите дека треба да се упати на комисија за боледување. Тоа се некои наши препораки до матичниот доктор што да стори. Понатака, многу пати не ги пишуваме, меѓутоа редно е да нагласиме, така се правилата. И како да ви кажам, заради препорака, фактички, што сум рекол дека човекот кој што бил пред 7 години на инвалидска пензија, после 7 години тој пат се јавува, што е сменета веќе ситуацијата, нешто кон полошо, ете за препорака, фактички, сум сакал да сум ја отежнал диагнозата, која што диагноза се состои само во клаузулата кај што е на латински напишана. Со оваа реченица, јас сум сакал да сум отежнал нешто диагноза и бла-бла-бла во врска со тоа, крив сум, ама условно ќе ме казнате, така, ме казни условно притворот колку да биде покриен и ништо повеќе. Ја го носев у апелација и законот, носев и дека истовремено се работи и ден-денеска практика од други лекари, дека така функционира сето тоа, ама не стигна ни да биде разгледано ни ништо, само се потврди претходната. Оно што беше многу интересно во апелација, што, да кажеме, од време на, што треба 3 дена, да кажеме, расправа за апелација, целото време беше потрошено у тоа што ни го чита обвинителниот акт за еден куп луѓе, а ние викавме нема потреба, дајте да поразговараме. И на крај оставија многу малце време, да ништо не се сврши, све се потврди, тоа беше целото суди. Случајот метастаза само еден е од повеќето случаи за кои што осудените тврдат дека се монтирани судски процеси. Во кој момент вие решивте да се организирате и да формирате здружение кое што ќе ги застапува правата на оваа категорија на луѓе? Жртвите беа, види, тоа се многу случаи, не се само овие 14 што се сега предмет на расправа на работната група во владата. Покасно ќе објаснам зошто се сега само 14, тоа се многу повеќе. Се организира уште 2016 година. Значи, при крајот на владењето на тој режим, со намера да се ангажират, да дојде до промена на таа злосторничка власт, како што беше нарекувана тогаш и се уште го носи тој епитет. И исто така со надеж дека можно е да со промена на власта дојде до реституција на изгубените права и правда за тие што навистина незаконски постапувале и нанеле огромни штети на жртвите. Во тоа време се крена една голема фама и се тврдеше дека наводно тоа може да предизвика цела лавина на реакции и буквално да го поклопи правниот систем во Македонија, што не се случи. Апсолутно, тоа беа само изговори на противниците на овие иницијативи. 3 тези доминираа во тој период, бидејќи, колку се сеќавате, веднаш со формирањето на Советот за реформи или Советот на Прибе, како што го нарекувавме во јавноста, се препна работата токму на нашиот закон што го предложивме и за кој сакам покасно да подискутираме. Законот за преиспитување на фактите и доказите користени во судските постапки. Кои беа најголеми противници
на донесување на еден ваков закон? Најголеми противници беше коалициониот партнер ДУИ и заради него се распадна и Советот за реформи и токму на овој закон се распадна. Веројатно се сеќавате на изјавите Да, на но да професорите. бидеме искрени, и дели од експертската јавност И дел од покажа една голема резерва кон покажа донесувањето особено на овој закон. Сдруженијето на суди и еден дел од тие кои нормално се заинтересирани да се ги заштитат своите интереси. Три тези беа. Прво дека тој ќе биде некаква поплава на иницијативи за повторување на постапки или безвезе. Тоа како што гледате не се случи. Второто беше дека тоа е преседан кој ќе го доведе во прашање принципот на општата важност на судските пресуди. Исто така, ево, гледате, ништо не се случи. И третиот аргумент, тој беше клучен, дека ако ово се овозможи со овој закон, припадниците на режимот, кои ние ги нарекувавме за Сторнешко здружение, Груевски, Мијалков и останатите, ќе го користат овој закон за да остварат своји права, односно да се заштитат со. Тие гледате дека немаат потреба од овој закон, новата власт се погрежи да донесе закон за амнестија, да ги амнестира. Така да, ниту еден од овие аргументи апсолутно не се основани, тоа беа повеќе изговори за да не се донесе закон и да се заштитат луѓето кои учествуваа во овие злодела. Тоа е зборам за извршната власт и сите понатаму обвинители, суди кои ги процесуира овие предмети. Постоењето на политички монтирани судски процеси беше споменато во извештајот на State Department и на некој начин во една позавиена форма и во извештајот на Прибе. Да. Каде што се говореше дека една мала група суди врши влијание. Но можеме ли да дефинираме кои се критериумите? Предпоставувам дека постојат некои критериуми кои што сте ги утврдиле и во самиот комитет, за да може некој судски процес да добие квалификатив дека е навистина судски мотивиран случај. Во јавноста најчесто постои една заблуда дека политички монтирани случаи се оние ако жртва на тој процес е некој во наводници политичар. А политичар денеска секој е. Гледате колку партии има. Во суштина, според меѓународните конвенции, да не ги цитираме сега сите, политички монтирани случаи се оние каде што се злоупотребува моќта на влијание и власта за да се издействува незаконска судска одлука. Тоа е, значи, се однесува, жртвата може да биде и најобичен човек, продавач на пазар, било кој. Квалификативот не е жртвата. Квалификативот е злоупотребата на моќта. А дека е така, во сите овие случаи, без дека колку што не сме задоволни од извештаите што ги добивме за 14 случаи, кои опаќаат многу повеќе лица, или репрезентативно се дадени како случај, може да се извлечат сите елементи на квалификацијата политичко мотивирани и полициско монтирани случаи. Господине Пипирковски, како велат, секоја планина со својата тежина, меѓутоа во разговори предпоставувам со тие луѓе кои што се чувствуваат себе си како жртви на монтирани политички процеси, гледате ли сличности во начинот на кој што се пакувани тие процеси? И кои се тие заеднички нишки што ги поврзуваат? Па јас повеќе ги имав издвоено баш у метастаза кои се моменти од кои што се гледа дека тоа политички монтиран случај. Меѓутоа, пошто ме прашувате, општо ќе ви кажам, најголем дел од случаите беа помпезно прикажани почеток. После тоа се прибираат докази за време на до главната расправа нема докази. Значи не само во предистражна во истражна постапка, него за цело време дека луѓето лежат во притвори, овие се обидуваат некакви докази, односно тие докази што ги донеле, може да комотно претходно да ги елаборираат заедно со обвиниците, па да се селектира што е за обвинување, што не е. Сакате да кажете дека прво биле таргетирани личностите, па после апсолутно таргетирани личности по списоци. Се одало во обезбедување на докази?
како да ви кажам, се одело во обезбедување, пред тоа се прислушкувани многу луѓе, па тамо кај што нема никаде некој компрометирачки разговор, се зема за доказ дека имале комуникација меѓу себе. Тоа не значи ништо, комуникацијата може да е сосема нешто неважно за судско обвинување. Она што е многу интересно е во сите овие И секаде случаи... заштитен сведок да, на крај. го Од земавте недостаток зборот, на докази, заштитен сведок кој што нема абер со лицава, да кажеме, што се спомнуваат во обвинителниот предмет, кој што имале некаква болест или така, нити ги познава, нити допирна точка нема и, како да ви кажем, он кажува нешто. Ако ми дозволија у судот да можам да поставам некои унакрсни прашања, ја нешто се обидов тамо, ние не сме глупави луѓе, ипак сме школовани и така. Поставав прашање, например, кажи ми на кој спратијам канцеларија. Јас на тој маскирано лице што е заштитен сведок. Он кажува нешто без везе, да кажеме. Вика, на трети спрата, ја може ја му сутерен. Како ми изгледа канцеларијата, вика, махагони, ништо нема таква работа. Нешто што си замислил у моментот. Онда идев на тоа да, која веќе не го знае конкретното лице, а кажува нешто против мене, дека нешто препишено од сосема друго обвинение у Хрватска што било. Така им текнало. И како да ви кажам, пошто велам, ајде, ова што го зборуваш нека е така, ама еден човек можеш ли да посочиш конкретно со кој што јас сум извршил такво дело. И не можам директно да комуницирам со заштитениот сведок, се оди тоа преку судијата и судијата вика дека не смеам такво прашање да поставам, бидејќи ќе се го открил идентитетот на заштитениот сведок. Шо да поставам прашање више? Мислам, знаете како, зашто идев на варијанта ева и да каже некој име, дури да измисли некој име, па има тефтер тама на работа, па некаде ќе треба да е запишано ово што ќе го каже. Значи, па треба да е баш кај мене, може дека некој друг доктор бил. Треба малце поподготвен да биде за да и требало бар да имам некаква допирна точка. Тоа е прилично ризично прашање, може да знае некој што ми е пациент, па нешто да каже. Меѓутоа еве вака беше. Во многу од тие случаи обвинителите и не се ни познавале помеѓу себе, па дури човек и не би можел вака да ги најде, да ги стави во некаков склоп и во некоја комбинација. Точно така. Најголем дел бејќи сите опфаќаат многу лица, некои 5-6, некои по 15, некои по 70, сеќавате на големите случаи од Калдерма и Змиско око. Од извешаите што ги добивме како одговори на барањата и представки на жртвите на овие случаи во владината група од МВР, без разлика што никој од нив не е задоволен прво со долгото траење на одговорите, и ако законот вика за во рок од 30 дена треба да се одговори, а веќе помина 10 месеци скоро од почетокот на работата. Значи да се подсетиме на 15 мај 2018 година, владата донесе заклучоци со кои ги афирмираше законските решенија и им наложи на органите на управата. А законските решенија што ви преостануваат се повторување на постапката? Не за тоа. Да органите кои ги иницирале овие постапки, а тоа е најчесто МВР, во мал број случаи се јавува финансиската полицијата, царина и управата за јавни приходи во еден. Што беа конкретните барања во престапките што ги наведувавте? Овие министерства, конкретно МВР, да им ги направи достапни, согласно одредбите на Законот за внатрешни работи, во кои се инкорпорирани одредби на меѓународните конвенции за транспарентност во нивното работење и отчетност, конкретно членот 58 од актуелниот Закон за внатрешни работи, членот 11, 15, кој ги задолжува по представка на вакви жртви да ги преиспитат сите наводи, односно целиот случај. И особено законитоста во постапувањето на властените службени лица кои ги воделе, односно иницирале овие постапки, затоа што се почнува од МВР. Да, јас се сеќавам дека во времето кога беше објавен овој владин заклучок,
имав можност да присуствувам на една од вашите конференции, каде што присуствува и представници од извршната власт. И ваквите најави беа дочекани со голем оптимизам, па дури со аплаузи. Апсолутно. Сега имам впечаток, 10 месеци подоцна, како да е спласнат и вашиот ентузијазам, меѓутоа и уверување дека нешто може да се направи. На што се должи тоа? Точно е така. Ние организиравме како комитет тематска конференција, на кој беа присутни и од Министерството за правда, МВР, дел од тие организации и членови се представници имат во работната група во влада, каде што сум јас, за да го следиме овој процес. И здушно го прифатија како еден вид на алтернатива за недонесувањето на законот кој комитетот го предлагаше во Советот за реформи. Значи да се искористи постојачката правна рамка. Анализирајќи ја правната рамка, ние оценивме дека доколку сака владата, можат органите кои ги инициирале постапки да постапат професионално и коректно и да ги направат достапни податоците кои ги од нив бараат за незаконитоста во постапувањето, ево конкретно го слушнавте докторот. Како? И тоа на некој начин би било и би се сметало како нов доказ за да се отвори случајот од почеток. На овие луѓе им стаат само две можности да стигнат до изгубените права и до правда. Тоа е повторувањето на постапката, зашто е праксата во Македонија никаква. Буквално никој не ги разгледува барањата. Од компјутер ќе ви симнат одговор без образложение. Како тогаш се согласивте на такво нешто, кога ја имате... Од немајкаде. Од немајкаде. Немајкаде. Ви кажува дека дуи се противи, а владата беше на конец. А ако се противи дуи, дај ово да го направиме, да им помогнеме на луѓето да се ги остварат изгубените права. Меѓутоа, наидовме на многу силен и тих на моменти отпор со развлекување на постапувањето, со разни изговори дека е уништена документацијата, дека не можат они без документација да одговорат на одредени прашања, што е апсолутно погрешно. Ако некој унишил документација, тоа е казниво и тој е унишил за да ги униши тарагите на кривичното дело во МВР. Дали дел од тие овластени лица полициски кои што кумувале на овие судски процеси се уште се на своите места таму? Се уште се таму. Како тогаш очекувате дека некој ќе овозможи да дојдете до нови докази, ако нема никакво поместување? Ние лично и не бевме оптоварени со тоа дали ние ќе добиеме или не, затоа што ако владата утврдила заклучоци со кои му наложи промптно да постапат, а гледате промптно е 10 месеци. Но како и да е, ние знаевме дека луѓе се уште се таму на раководни позиции кои ги воделе овие монтирани случаи. Како ќе очекувате некој да си пука во нога? Али ако законот е закон, тоа што не треба да биде релевантно, но се постави дека е релевантно. Но како и да е, одговорите што ги добија сите подносители на представките имат неколку заеднички именители. Ке почнеме од заштитените сведоци, докторот што ги спомна. Ниту еден заштитен сведок не бил во можност да биде сведок, затоа што ништо не знае ни за луѓето, ни за настаните. Се креирани од УБК. Во канцелариите на УБК. Со задача ќе те подготвиме да појдете кај докторот таму и таму, да го провоцирате, да го снимите, или па ќе го кажеш на суд и пред обвинител, ово што ќе ти го дадеме. Значи, такви злодела се направени, ви тврдам. Ниеден заштитен сведок не може да биде сведок, а камоли заштитен. Сите се лажни, до еден, во сите овие постапки. Но каде е проблемот? Ние имаме закон за заштитени сведоци кој предвидува и ригорозни процедури, но и високи казни ако го откриете идентитетот. Ево со двајца од тие заштитени сведоци, јас повремено пијам кафе. Јас знам кои се. И сите овие луѓе ги знаат кои се. Ама за МВР се тајна. Заради откривање на заштитен сведок, мојот колега Кежаровски доби 4,5 години затвор. Токму тој го знам јас лично, сум пиел кафе со него за Кежаровски што беше. И он тврди, јас бев присилен од УБК, конкретно од раководителот на третиот оддел.
да не го споменам секој е. Значи, тоа е една заедничка карактеристика. Второто, сите одлуки, значи за овие случаи, па и за други, али за овие особено, до една, се донесувани во канцеларијата на Груевски, а покасно председател на канцеларијата на Мјалков. Тука се одржувани состаноците и тука имат добивано наредби и раководните работници во МВР и обвинителите на кои состаноци редовно, неделно присуствувале Марко Зврлевски и Јово Илиевски, баџанак на Мјалков. По список правеле тие и тие доктори да ги притворите. Во една прилика вие рековте дека дури имате и искази од Не, имаме и материјални докази, не само од сведоци кои што присуствувале не само на сведоци. тие состаноци. Не само сведоци, веќе имаме и материјални докази за тоа. Понатаму, значи се одлучувало тука, според изреката на министерката Гордана Јанкуловска, се е по устав и закон. Третата карактеристика е на овие случаи што МВР комплетно, значи, анализирајќи ги овие случаи, ќе видите дека бил излезен надвор од законот. Значи, во сите постапувања е постапувано криминално. Четврта работа, што е многу страшна, тоа е незаконитото следење на комуникациите. Многу пострашно него овие бомби што ги слушате, што беа предмет и делокруг на работа на специјалното јавно обвинителство. Ево зошто. Предмет на СЕО се 3% од незаконито прислушкуваните. Да, тоа го 97% ги слушавте и сведоците сега во постапката Таргет тврдина. Другите се предмет на МВР. Но од тие голем дел се незаконито применати ПИМ мерки, посебно истражни мерки и монтирани се. А за разлика од незаконитото следење на комуникацијата, каде што ќе откриете, нарушите приватноста и така натаму, овде веќе имате конкретно постапување со тешки последици за жртвите и нивните семејства. Првата незаконитост се состои во следното. УБК, која не била надлежна за вакви кривични дела, УБК е надлежна согласно законот само за казневи дела со кои се загрозува безбедноста и уставниот поредок на Република Македонија. За вакви дела не била надлежна, но одлуката за нивното притварање е донесена во канцеларијата на Мјалков. Ја прифатил Марко Зврлевски и дури имало договарање за колку дена може да ги притворите? За 2. И ќе ги притворат за 2. Не треба никаков доказ. А понатаму излегуваат на пресконференција, праќаат порака до судот, овие мора да бидат осудени. И то се така завршуваше и тоа е јавна, то не е ништо тајна, да се знае. Значи, без дека на сета критика и незадоволство на подносителите на представките и барањата, сепак во одговорите може да се забележат материјалниве докази кои се однесуваат на повреда на законот во постапувањето и злоупотреба на службената положба, што е повеќе основ за барање за заштита на законитост, него ли за повторување на постапките. Во вакви ситуации, во било кое општество да се случува ваков навод, прва реакција ќе биде Министерството за внатрешни работи да поднесе кривични пријави против Мјалков, Гордана Јанкуловска, Марко Зврлевски, Јово Илиевски, Митко Чавков, сите овие што ги организирале и наредбодавците за овие случаи. МВР до ден денеска. Гледате причините што тоа не се случи? МВР до ден денеска. Не само што нема поднесено кривична пријава за овие случаи, иако им се тука во пред нив, него МВР до денеска ни една единствена кривична пријава нема поднесено против луѓето од претходната власт, која гледавте на големи екрани, се уште гледате, со изговор дека, ама тоа се ја работи. Се ја ги гони, вика тие. Тоа е, одмак ќе разберете дека станува збор за комплот помеѓу старата и новата власт. Само глумење пред јавноста дека се прават некакви реформи, во суштина тие се никакви. Тоа е само колку да се каже дека нешто се работи. Несватливо е да имате толку докази за злоупотреба на службената положба, за вакви чувствителни прашања, за толку тешки прашања. МВР ден денеска нема ни една кривична пријава за никаков криминал, не само за овие. Да, новата власт и министерот за внатрешни работи знаат да кажат дека им се врзани рацете, дека
законската процедура за смени е многу комплицирана, па токму. То не е Мислите точно. дека тоа се изговори само? Само изговори, не е точно. Да. Кажете ми, и вие, предпоставувам, бевте еден од тие што поднесоа преставка Да. до... Први добив едно писмо дека ќе добијам одговор, и после добив одговор дека немало потегнато посебни истражни мерки од МВР воопшто, ни од јавна, ни од државната безбедност. После второ беше дека немало заштитен сведок, па сега се чудам како може да вика дека немало побарано заштитен сведок од полиција, кога таму на судење имаше некаков заштитен сведок, си викам како го најдоа од обвинителство да и тргнаа да бараат. Нешто малце нелогично е у сето тоа одговарање. Колку целата оваа ситуација ве разочарува? Многу ме разочарува, искрено. Ништо не се случува во МВР. Гледаме истите луѓе се на исти позиции во суството. Толку да сум спремен, јас сум уште малце до пензија регуларна, спремен сум да отидам у странство, не ќам детево да ми живе во ваква држава. А веќе размислувате за такво нешто? Па да ви кажам, може и ќе отидев, ама нешто се сопнав, па скинав некој мускул, па нешто нога. Почнав да учам некој јазик за да барам чар. Не се живее у држава каде што може секој, не ја осеќаш правната сигурност. Знаете како, кога што би се случило мене, ја не би сакал никако да се случи на некој од идните поколенија генерации. Тоа е вредна работа. Второ, со вакви методи само се врши притисок и пресија кога луѓето не чувствуваат некаква сигурност, заштита од страна на државата. Како да ви кажам, тоа прави... Тоа е едно од основните начела, основните права што треба да ги уживаме во било која земја. Странци ќе дојдат од некоја држава, па уживаат некакви права во друга земја. После, како да ви кажем, со последниве настани се изнагледавме све и све што све судов прави и како функционира правдата у Македонија. Мислам, не треба да се Дали во еден момент помисливте дека залудна ви беше оваа битка 10-месечна за да дојдете до правда? Не сум помислил така, уште мислам дека верувате дека ќе има наше е да се бориме. Некаков позитивен исход од сето ова? Затоа што опште впечатокот дека други се приоритетите во овој момент и дека фокусот е на нешто друго насочено. Цело време насочено на друга страна, меѓутоа сакам да кажам дека наше е да ги употребиме понатака сите легални средства и сите други средства што се, како да кажам, правни, социјални, ако треба ќе протестираме. Што е толку тешко да се повторат неколку предмета, тоа нешто паук ли е? Еве имаме спремено и некакви нови докази, како да ви кажем. Ние баравме од институциите да ни дадат официјални некои нови докази. Ја не гледам дека ја киловат работите. Знаете колку пати, да кажеме, председателот на Општински суд единица кажал дека акмисот не бил употребен, па имаше некој спор, почна за акмисот. Ние бараме еднобична потврда дека акмисот не е употребен, ако побараме од правдување, викат ова барање ќе го пренасочите во судот ние не знаеме тоа. И за една најдекларирана работа, општо позната, губите месеци додека да добиете нешто написмено. А судовите функционираат ако видат нешто со печати од институција, институционално, тоа го веруваат, другото не. Ондак, кога зборуваме дали биле нашиве политички инструирани предмети, ја овде еден куп напишев, се да не ви детализирам све, меѓутоа очигледно е дека е тоа политички монтиран случај. Како да ви кажа, прво по должината на притворите. Второ, сега сваќаме дека притвори многу малце требало да бидат. Гледаме како сега се однесуваат, како се однесуваат према нас. Дека не треба да бидат казна, нели? Да. Ондак, гледаме самиот процес колку долго течеше, па како стално се менува обвиненија која у недостаток на докази, па на крај заштитен сведок нешто малце чудно и како да ви кажем, не само тоа, искрено да ви кажем,
Мислам дека и доза на реваншизам постоеше у она време. Значи, човек можел да настрада и чисто ради реваншизам. Знаете како, јас сум бил кандидат, претендент за некоја позиција, да кажеме, на работа, сериозен кандидат, сега не решиле да ме отцрнат. Малку ми се случува нешто. Ја мислам дека ќе ме сменат од шеф, нешто така. Пошто ја сум правил, не сум бил да наведнам глава и све да слушам што ќе диктира власта. Како да ви кажем, кога бев председател на ревизиона комисија, мајка и на Гордана Јанкуловска доваѓа само со едно документче, не потврдено со ништо друго, пензија за инвалидска пензија да добие. И, пошто тоа е сосема малку, треба да е потврдено и со друга лабораторијска испитување со трето, и не може само од еден човек да ми е, кој што човек беше член на комисијата, седнав ја вратив таа пензија. И очекувам дека некој нешто ќе каже, нешто ќе се збуни. Не очекувам дека ќе трча да ме апсат утренента. Вака е цела ситуација. Господине Богоевски, за време на вашето гостување во јуни оваа година на истиот овој простор и на иста оваа маса, рековте дека во Македонија е најтешко да се говори за правда. И пред малку ја спомнавте вашата теза, која што љубите многу често да ја говорите во јавноста, тоа е за скриената држава. Да. Наспроти јавната. Се сеќам. Се уште ли сте на истото мислење, дека може би заробената држава на некој начин сме ја напуштиле, сме излегле од заробена држава, меѓутоа скриената држава е се уште тука пред нас и околу нас. Таа синтагма на заробена држава произлезе од препораките, односно и извешајот на Прибе, експертскиот тим на Прибе, дека Македонија е заробена држава, и мислам дека тоа беше преблага квалификација за состојбите во Македонија. Во тоа кој е заробена, недостаја да се каже од кого е заробена. Да видиме, за да ја ослободиме. Добро, вие тогаш рековте не само партизирана, туку и криминализирана продолжува да биде заробена држава и нема никакви шанси да се направат никакви реформи. Не во судство, ни во администрација, ако ние навистина сериозно не сакаме да ја погледнеме скриената држава која владее со Македонија. А тоа е следното. Добар е примерот докторот што го кажа. Министерката се налютила зашто на незината мајка не ја дали неоснована пензија и луѓето ќе отидат во затвор. Веднаш се прашувате кој е тој механизам ако била злочеста полицијата. Тојаш каде бил обвинителот, каде е судството првостепено, второстепено, врховниот суд да исправи таа незаконита постапка. Од крај завршуваат, значи како ишла пријавата, сите пресуди до врховен суд се идентични. Се препишани пријавите од МВР. Како е возможно да направите судство кога ние јонака се жестиме на тоа судство, особено луѓето кои биле жртви. Мито и самото судство е жртва на заробената држава. Ако внимателно погледнете каков е нашиот уставен поредок, положбата на судскиот совет, безодговорност, начинот како се бира. Значи го бират тајни центри, не го бират легални органи. Сите суди морат да трчат во партиските комитети за да станат суди, па после да бидат озваничени. Дали тоа значи дека политичките партии или партијата на власт, без оглед која се менува, и таа што го контролира целиот наш живот? Точно така, партиите на власт, било која да е, сега не говориме за ни претходната, ни сегашната, значи ние од 90-та наваму отидовме по тој пат, ја суспендиравме клучната темелна вредност на нашиот уставен поредок во членот 2 од уставот и членот 5, тоа е дека суверенитетот на државата извира од граѓанинот и му припаѓа на граѓанинот, ние му ја одземавме сега. И со бројни закони, посебно изборното законодавство, го суспендира суверенитетот на граѓанинот и ја легализира власта на скриената држава. Политичките партии никој не носи никаква одговорност за одлуките, а тие одлучуваат кој ќе биде пратеник, кој ќе биде министер, кој ќе биде судија, обвинител, државен функционер и така натаму. Буквално за сите пори на општественото живење до местна заедница. Дали тоа дава чувство на оние кои што
стануваат дел од тој партиски механизам, дека се надостанатите, дека ако се власт било каква, дали е тоа локална, дали е дел од судска власт, државна, законодавна власт, дека со самото тоа значи дека не одговараат ништо и дека принципот на неказнивост не се однесува. Се однесува на нив, а важи казнивоста само за обичниот граѓанин, кој што е надвор од тој круг маѓепсан или како ќе го наречеме. Токму тоа, и ние секојдневно ги гледаме тие слики пред нашите очи, како може, например, докторот за никакво дело да заврши толку време притвор, еден Груевски му се овозможи да избега надвор, кој само со еден подпис на еден договор украл 153 милиони евра. Провизијата од Синехидрин. Каде се парите што ги украл? Се елаборира. Да, зашто тоа не е запленето? А ним се запленуваше на луѓето и имот, сметки, пари за непостоечки дела. Уништија фамилии, уништија имоти, фирми. Тие исти луѓе. Се ако истите тие злосторници, имаме однос како да се најголемите херои. Демек, без Мијалков не сме можели да влеземе во НАТО и ЕУ. Така не се образлага. Конверзија. Добро, Тоа е перверзно. Ни го обезбедуваат парламентарното мнозинство. То подобро да го нема, ако тие се критериумот, подобро, затоа што нас ние никаде нема да не однесат ни во Брисел, ни во Вашингтон. Очекувате Ние ли треба овде да сработиме. Да, очекувате ли дека во јуни ќе добиеме чиста препорака и дека може нешто скринингот да промени? Бидејќи очигледно е дека во моментов се работи на никакви брзи резултати кои што треба да се испорачаат до Брисел. Предпоставувам една од тие работи е формирањето на антикорупцијска комисија, што значи дека тој формален аспект ќе го задоволиме, макар што таа комисија во моментот се занимава со непотизмот и со партиските вработувања по некои спорадични работи. И втората работа, што се најде некаква рамка, се уште не до крај, меѓутоа се работи на тоа, на ставање на СЈО во системот на обвинителската хиерархија. Откапа се. Давно се гледаше од авион дека ќе му ја згаснат лампата на СЈО. И сега ќе дојдат во една ситуација која колку е сега враќање назад тоа што посакуваше. Снимките нема да бидат доказ во поставката. Ако снимките не се доказ и МВР нема поднесено ни една пријава за ова, тогаш како ќе ги обезбедат доказите? Тие све уништиле ваму, спастериле парите надвор, а нема и фала Богу кој да работи. Нити има желба да се тоа работи. Тоа е страшното. Иначе јас лично нема човек од нас кој не посакува, затоа што толку многу ја жртвуваме за да бидеме членка на НАТО и да добиеме позитивна препорака, па ги голтнавме и овие одметнатите од што лидерот на ВМРО вика, ево ви ги криминалците таму. И нив ги голтнавме како горко апче, но да се заборават злоделата и толку масовен број на жртви за кои во сите програми влезено беше, ево конкретно на владечката партија под број 3. Враќање на изгубените права на жртвите на монтираните политички процеси. Вака ли ќе ги враќаме? Да, чувствувате ли резигнација и какви се реакциите на оние кои што во вас гледа свој представник во работната група? Кога во овој момент вие практично немате што да им испорачате? Прво, мене ми е двојно непријатно. Прво, ја чувствам резигнација, пошто има бројни состаноци и во МВР и со работната група во влада. Ви се расправавме, морам да ја одадам признание на целата работна група владина, биде составена од извонредни правници, стручњаци со богато искуство, но тоа не можам да го кажам за органите кои требаше да ги испорачаат одговорите на бараните прашања за случаите. И ово малце што е, може да се даде само некаква оценка, но не и да им овозможи ефективна правда. Затоа што знаете што е правда.
Ние сите го употребуваме тој збор, сите го посакуваме правдата, но во Македонија не може да прочитате ни еден труд што е правда. Што значи зборот правда? Зборот правда во основа значи оно што Прибеди го напиша, одговорност за казневи дела. Кај нас не може да има одговорноста, затоа што приметувате како се менуваат властите, брзо си кохабитираат. Има невидлива емулзија што ги спојува и заборават сите ветувања. Како што ево се случува и со ова. Тоа не значи дека ние ќе се откажиме. Ние предлагаме и председателските кандидати зборуваат за правда, Не. за владење на правото. Ние предлагаме, јас како нивни представник во владината група, враќање на законот на маса. Или алтернатива, сличен закон како на злосторниците од 27 април за овие луѓе. Ако може Што за значи такви, тоа некоја нова амнестија, нова форма на ако може за такви луѓе, чии жртви се овие луѓе, да ги прогласуваме сега херои, може да се донесе, а во тој закон се бараше ништо повеќе, него само луѓето бара да им се возможи фер и непристрасно судење. Не бара амнестија. Сакам да се повтори судење, фер судење. И то на јавна сцена. Ако сум виновен, нека бидам осуден повеќе. Меѓутоа, страшни пречки, не ми е јасно толку да не може да се повтори некој предмет. Што е тоа толку страшна работа? Па досега од волку ние што енергија потрошивме, да па и владата потроши енергија и институциите нешто се мачеа со Станчевме, да седневме ќе ги изработеа неколку предмета ако има поштен судија во државава. Второ, меѓу народот се зборува, знаете како многу има и различни мислења више за судот. Не е како едно време никој не го спомнува, па целата корупција се селеше некаде во здравство на прво место, многу пати ќе кажат, па не знам, во школство имало корупција и така натака. Сега зборат дека за овие 11 години беа на власт, колку што беа ДПМН, дека еден просечен кривичен судија спечел околу од 1,5 до 2 милиона евра. Кој земите колку се трошеле пари по адвокати, колку масовни судења имаше. Сето тоа е веќе тема за размислување. Јас сакам и да верувам дека не е тоа тачно. И сакам да видам дека нешто ќе се смени. умира. Нешто треба да сторат, нешто треба да повторат. Како е можно сите обвинети у метастаза, од прв до последен, сите биле криви и сите се казнети, ама со благи казни биле, меѓутоа сите од прв до последен. Па Скотланд Јард, ја не знам, најбоја полиција да е некоја, и овие што бркаат мафија од Италија, па кој ќе направат некоја покрупна рација, ќе најдат некој, овој не е потребен, овој грешка што сме го прибрали. Добро, Тоа е. председателот на кривичниот суд токму од ова место тврдеше дека не е како порано, дека сега судиите ги ценат доказите и фактите, па во Верувате. некои предмети има ослободување од вина. Ја лично уште не сум поднал за повторување на кривичниот процес. А ќе поднесете ли? Ќе поднесам. Тешко собирам некои докази што рачунав дека веќе ќе ги имам, уште ги немам. Меѓутоа имам прилично доволно. Ако го елаборирам само овој лично сум го донел, мислам дека нема потреба ни за докази, ни за екстра докази. Би требало да се повтори тоа судење. Ја не велам, може да има и криви тамо, значи не тврдам за цел народ. Може да има некој, ами има и невини. Значи, кој смета дека не му е правично судењето, слободно нека побара. Меѓутоа, ние се плашиме овие констелации да побараме, заради тоа што цениме дека ќе не пафнат. Па после поново ќе треба да бараме нови докази и така натака. Малце чекаме да видиме подобра клима. Осим два случаја, само не знам ќе ме помогне Слободан, два случаи имаше, значи, овие кај Смилковско езеро, нешто завршија работа, нешто тие што беа обвинети не се обвинети. Монструм и Сопот. Монструм и Сопот. Сопот беше за некакви, за време на војната мини поставени. Тие два предмета се решени. Ни еден друг предмет не е стокмен. Излегува дека нашиве, како да кажем, еден
друг предмет не е ставен воопште на тапет. Ова е сувише Господине малку. Боговски, вие сте прилично скептичен кога станува збор за ДУИ. И во повеќе наврати знаете да кажете и да ги квалификувате како главни кочничари на реформите. Стоите ли уште на тој став? Па тие се смртната сенка на деднината на оваа држава. И не само тие, заедно со скриена, тие се значаен дел од таа скриена држава. Вие гледате дека буквално никој од нив не одговара за ништо. А постојано инсталираат во судство, во обвинителство, во министерство своји партиски припадници, кои што и да направат, нема да одговарат. Па вие од темел ги разорнувате уставното уредување новинаршо. И додека се тие во коалиција со сегашна власт, ви тврдам дека ниедна реформа не е можна. Затоа што ако до 11 години на јавна сцена ги гледавме што правеа со Груевски и Мјалков, тие истите си продолжија, само го сменија партнерот. Каде го гледате излезот од оваа навидум безизлезна ситуација? Ние, да продолжам преска што застанав, сите посакуваме да добиеме препорака, но јас сум убеден дека нема да ја добиеме, затоа што ниту еден од критериумите за поглавлјето на правосудство, јавна администрација и разузнавачко, реформите на разузнавачко безбедносниот систем нема да ги поминеме. Добро, меѓутоа Ово е во глумење, историјата на како спомнавте дека антикорупцијската проширувањето во неколку наврати се политички носеа декрет, политички да, одлуки. али критериуми не. Ако одат по критериуми, то нема шанса да ја добиеме. Али е политичка одлука, да. Ви спомнавте Сакате да преска кажете дека дека можеме само да се провлечеме. ние постојано сакаме да бидеме итреци, дека ќе ја прелажиме и НАТО и Европска унија со антикорупцијска, со... Па како ви очекувате антикорупцијска? Ево ви тврдам дека ниеден случај нема да сработи. Ниеден. Ево зошто. Стартот не ви ветува ништо. Не заради луѓето. Луѓето се може би окей, ја не познавам ниеден од нив. Заради начинот на кој се донесува законот, заради договорите партиски, значи ја ќе имам 20, ти ќе имаш еден, другиот има тројца представници таму, и тие се партиски репрезенти. Колку да глумат, сите ние знаеме дека политички договор беше и законот и составот. Па како он сам своите сега ќе ги за непотизмот, ќе се заврши на констатации, препораки, и тоа е таа скриена држава за која говорим и треба да се отвори таа тема пошироко, затоа што без тоа ние никаде нема да мрдиме. Може само да се залажуваме дека правиме реформи. Ние сме рекордери по број на закони и измени на закони, а ништо не функционира. Тоа ќе значи да се видиме во огледалото онакви какви што сме и да не ни се допадне грдата слика во огледалото. Точно така, помалце изличи ситуацијата на теогониските и митолошките легенди на симнувањето на Орфеј во подземниот свет и огледалото и јаждајата. Не смеете да погледнете директно само преку огледалото. Па ако го загубите огледалото, ќе изгубите евридика. Јас ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија. А вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Останете на програмите на 1 ТВ.